Здраво на сите и добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со ташето и со Јове исто така во овој влог. Еден редок влог каде што не патувам сам. Ова е утринско патување, една утринска тура до Костур. Тргаме од Битола, преминуваме граница низ Лерин, се движиме до Костур по еден нов пат кој го немаме возено до сега и не е прикажан исто така на мојот канал. Ќе видите тоа еден прекрасен пат, возење низ природа, искачување на 1800 метри надморска висина, каде што исто така сретнавме се уште и снег во месец април, односно сепак почеток на април. Сега се движиме тука кон границата и стигнуваме во границата, но за да избегнеме чекање на жештините, бидејќи сонцето припекуваше, моравме да одиме преку ред. И како што реков, е утринско патување, тргнавме околу 9 без нешто часот, 9 без 15, а веќе се вративме кај 2,5 часот, бевме пристигнати во Битола назад. Тука сме низ селото Негочани. Иначе дел од патот е до Которско езеро, за каде што имам влог посебен направен, можете да го гледате влогот до Которско езеро. И фактички сега само продолжуваме од Которско езеро натаму. Тука веќе сме на влезот од Лерин, еден широк влез со велосипедска патека од десна страна и тротоар. Возиме покрај реката Сакулева, тука нема нешто многу возење низ Лерин, нити поставив многу сцени, бидејќи имам посебен влог за Лерин, кој слободно можете да го гледате на мојот канал. И тука само транзитираме низ Лерин и се упатуваме прво кон Которско езеро и потоа од Которско езеро кон Костур. Именно патот се движи и низ селото Белкамен, така можете да го пронајдете. Значи покрај Которско езеро само кон Костур. Нема да го на Google Maps не е обележен патот, но доколку пуштите Street View, тогаш ќе го видите патот. Ова е моје трето видео на мојот канал во кое што го има Костур и е посветено на Костур. Тоа само докажува колку само Костур е еден прекрасен град и препорачувам на секој да го посети. Кој има прилика, не е многу далеку, доста е близко и наликува доста на Охрид, на нашиот Охрид. Едноставно мора да го посетите, ќе видите колку е мирен, спокоен. Тоа е едноставно некоја посмирена верзија на Охрид, бидејќи Охрид сепак е главна туристичка атракција во Македонија, има повеќе луѓе, повеќе движење, а Костур за Грција не е тоа и нема толку гужви, па можете да уживате. Особено тука покрај езерото има некои 5-6 километри во спокој, без никаков сообраќај, односно минимален сообраќај, во тишина, само вие сте и го слушате ветерот и жуборењето на езерото. Многу подетално градот Костур го имате во мојот влог за Кајлари и Костур, каде што оде. Пола видео е посветено на Костур, таму можете многу подетално и убавите патишта да ги видите и каде да пешачите и каде да се движите. Моментално тука возиме по тој прекрасен пат за кој ви велев. Кривини, сообраќај воопшто немаше, само 3 коли во тие 40-50 километри сретнавме, што беше и тоа буквално беше кога слегувавме, не додека се искачувавме. Ова е месец април, гледате дури наликува малце и на есен, но сепак не е есен, доаѓа пролетта, но бидејќи ова е сето на една повисока надморска висина, пролетта доаѓа малку подоцна. Но сепак во секој случај беше прекрасно за возење и температурата беше идеална, не беше ладно, бидејќи обично за овој период на повисоките надморски висини е посвежо времето, но тука беше едноставно тамани температурата и сонце маваше доволно, не дуваше, немаше никаков ветер, едноставно се беше погодено за возење. Пато ловила? Ево, подвигла полубасе. Дале тону бај. Ама и сега не студи, јас мислев свежо ке.
Од страната гледат има метални стубови. Тоа е веројатно за кога ќе има снег на зима, бидејќи овде на висока надморска висина сигурно врни доста снег, еве дури тука сега се уште има. Дури на места и знаците беа високо поставени. Тврде? Тврде? Šta zbora? Booo, комазда. Много твърде трябва ваш мек да е сега пред топей. Нищо нямаш, ай завърти се. Не. Стахло. Яко. А? Оде, ќе раззелени сега. Ќе раззелени сега. Ќе нема се гледа само толку. Во јули оде да. Во јули ода му ќе на Баро Спас. Каде? Баро Спас кој. А тука сега веќе се наближуваме до највисоката точка на падот, 1800 метри надморска висина. Гледате таму од десната страна веќе се гледа дека сме на високо, а тука имаше и нешто како касарна. И видовме дека има пат кој води до самиот врв, но веројатно требаше од тоа барем што го забележавме, мораше низ касарна да се помини за таму, а касарна е сепак нели не можете да помините, имаше рампа тука спуштена, едно друго и не се искачивме до самиот врв, а тука направивме една кратка пауза. Таму во далечината го гледате Костурското езеро. Кога го видовме во живо, тука едноставно беше една прекрасна гледка, бидејќи постојано возевме низ шума и најнаш сега едно отворено, еден поглед од височина на Костурското езеро. Едноставно беше прекрасно место за гледање на Костурското езеро и еден момент за восхитување. А инаку до Костур, за од Битола и општо од граничниот премин Меджитлија имате 3 патишта да стигнете. Едниот ви е Вигла, прекрасен пат, го има исто така во моите влогови, го има и во тој дел влогот за Кајлари и Костур. Тој е еден прекрасен пат по кој можете да стигнете до Костур, се движи низ шума, се искачува исто така и тој на одредена надморска височина. И особено во летниот период е доста свежо, така да ќе избегате нагорештините. Иначе од левата страна го гледате Костурското езеро од блиску. Ние се упатуваме до еден кафич со поглед на Костурското езеро. Тоа што го кажував беше едниот пат за до Костур, другиот е овај кој во ова видео ние го врвиме сега, исто така еден прекрасен пат, повторно возење низ шума со искачување на високо па спуштање надолу и уште еден трет начин вие од кај градовите Клисура и Невеска, кој е исто така добро асфалтиран пат со кривини и е доста поширок во однос на овај кој денес го возевме. И исто така добар пат, но имате од таму доколку одите нешто повеќе километри. А тука откако испивме едно кафе, направивме една поголема пауза, се искачуваме на еден како полуостров што е на Костурското езеро, од каде што имаме поглед на самото Костурско езеро, при што потоа штом завршиме со искачувањето, се спуштаме надолу и излегуваме од другата страна на градот Костур всушност. Наместо да скратиме и да возиме 1 километар, ние одбравме подобрата опција, возење некој плюс 5-6 километри. Тука ова е дел од патот, тоа мирно место каде што ви реков можете да пешачите, да земите воздух, да го слушате жуборењето, односно брановите на езерото доколку е ветровито и самото ветре. Едноставно прекрасно место за релаксација, уживање и пешачење. Имате некои 5-6 километри да пешачите и да уживате таму.
а од левата страна гледате поглед на дел од градот Костур. Ние веќе излеговме од градот Костур, сега преку превојот Вигла одиме се движиме кон Лерин. Како што ви реков, подетално видео за Костур и за патот Вигла имате на мојот канал, поточно 2 видеа, од кои едното е Костурско езеро се вика, а другото е Кајлари и Костур. Можете таму да ги погледнете, особено тоа за Кајлари и Костур, ќе видите многу повеќе кадри од Костур и ќе го видите и тој убав дел за пешачење и релаксација. Останете со здравје, тука ве поздравувам и чувајте се.